и ви благодариме што се согласите да бидете дел од нашето интервју. Вие сте наставничка во нашето училиште по предметите граѓанско образование, иновации и етика. Но исто така имате и богато искуство како новинар и уредник во медиумите. Сакаме да знаеме повеќе за вашето минато во медиумите, но тоа исто така и да добиеме повеќе совети за тоа како да направиме подобри проекти во иднината со медиумскиот клуб. Ова интервју е дел од нашата иницијатива за решавање вештини за медиумска писменост. Како прво би сакала да ве прашам, што ве инспирираше да започнете кариера како новинар? Најнапред срдечно ви благодарам, почестена сум што сум дел од ова интервју. Секако. И многу ми трема буквално, иако сум била припадник, сум припадала и на локални, национални и интернационални медиуми. Меѓутоа, оно што го имаат во себе самите ученици е толку чисто, толку искрено и толку прагматично еден вид како суд на јавност, така да малку имам трема. На прашањето што ме инспирираше да станам новинар е желбата кон пишувањето. Овде во училиште на Страшо Пенчур бев ученик на генерацијата, но претходно бев еден од најдобрите пишувачи, така да кажем, на проза и поезија. Имавме едни училишни рамки во кои што секој што ќе направил писмена вежба, кај тогашната Виолета Дончевска, мојата писмена вежба беше оставена да се чита од сите. Ги користев сите метафори и сите стилски фигури. Македонскиот јазик беше многу мил, затоа што имав способност да се изразувам сликовито. Од друга страна пак имавме и училишен весник, не училишен, односно се викаше на ниво на држава, школски, и таму излегуваа најсилните, најубавите творби. И еднаш се појави оглас на телевизија, додека бев во завршна фаза од студиите од социологија на Свети Климент во Скопје, значи на универзитетот. Во 4-та година пред дипломирање видов оглас на телевизија, локална телевизија Ирис, бара новинари. И тоа ме поттикна да отидам на тестирање. Таму учествуваа околу 30 кандидати на тој оглас и ни дадоа, како сега вие што имате браката на интервју, ни дадоа тест. Прво не пуштија на настан и потоа сублимиравме впечатоци, ги подредивме и ги склопивме во прилог. И од тие два прилога, од тие 30 кандидати, кои секој имаше ги ученици од гимназијата, од Штип, па имаше дури од Кавадарци ученик, имаше од Неготино, а имаше и од Македонска Каменци и Кочан кандидат, да видите, успеавме само 20 да влеземе како техникот. Така да вие сте на истинското место, ако да сакате да црпите информации, да се образувате, да ги стекнувате темелните трајни знаења, сега што пензите истинското место. Кој е најголемиот предизвик со кој се соочите како новинар? Учењето. Значи, кога влезов во редакцијата, морав веднаш да учам. Која е улогата на новинарот, која е улогата на репортерот, која е улогата на спикерот, која е улогата на техничкиот кадар, која е улогата на уредникот и која е улогата на политичкиот фактор кој секако се обидува независното новинарство да го згасне. Да, а можете ли да ни споделите еден од најинтересните моменти во вашата кариера како новинар? Многу има, секој ден ми беше ново случување. Многу жалам што не направив архива и документација. Ден денеска ми остана тој порив да доцнам од причина што не можеш на секој полин да бидам присутна. Најинтересен настан сега, кога и да го споминам, сите малци ќе им биде чудно. Значи, бев учесник на интернационален надпревар, прво во Кјелн, бев избрана со репортажа. Репортажата ми беше од Митрашин Циберова. Тоа беше семејство на 9 деца и се обидовме на некој начин да им направиме хуманитарна нитка, меѓутоа бидејќи работев и во медиум како што радим национален и сателитски, се гледаше на широко и се формираше некаков избор и бев избрана и го земав 3-то место на интернационален надпревар. Меѓутоа, од сите искушенија кои што ги поминав е многу блискиот однос со Тоше Троевски, тоа ми е многу
пати кога ќе направив моите сите прилози беа обоени со емпатија и алтруизам, од причина што сакав да помогнам, а тоа секако и тука го научив, и од семејството. А во секој момент кога ќе се случише да има некоја дете за операција, направивме кампања со сега да не испадне реклама за Дмитрев, значи тој ги правеше бесплатно операциите на децата од срце и така да 37 деца, благодарение на моите прилози, бидејќи можев да изберем и селектирам било што друго. Јас секогаш давам приоритет на хуманоста и солидарноста, така да Жан Дмитриев не драга волја ги правеше операциите, а тој секогаш доаѓаше кога ќе го слушнат мојот прилог, му даваше приоритет, бидејќи зошто тоа го сметам нескромно, затоа што на секој втор прилог тој доаѓаше да организираме или хуманитарен концерт, или да отидеме кај децата без родители, или да однесеме новогодишни пакетчиња, секогаш пропретеме на медиумски во било кој град, така да има многу лични настани кои што можам само за себе да си ги имам, меѓутоа за мојата идеја во овој момент е повторно да ја не идеализирам, туку да ја оставам значајноста, да ја потенцирам бидноста на тој лик и дело како што беше Тоше Проевски, бидејќи навистина уште пред да стане толку популарен ние соработувавме, уште пред да добиеме менаџерка соработувавме и мимо тоа што добив интернационални награди, мимо тоа што ги поминав сите критериуми на новинарството, почнувајќи од репортерство па уредник, еве го извојам тој настан само да не се заборави тој лик на еден фантастичен, прекрасен, скромен, талентиран наш ангел. Така. Кои се клучни карактеристики на добар новинар според вас? Па има. Ние, веројатно, и вие по нашите предмети и иновации ги учиме, баш само ги препознавам. Клучна карактеристика за новинарство тоа е вистинолюбие, резервираност, да проверува секојаш информација, храброст, ентузијазам, желба да пласира тоа што тој го разбрал да го видат сите, да го пласира на начин на кој што ќе публиката ќе биде на местото како да новинарот, например, јас бев репортер во најголем број случаи од мојата кариера, долги години, а репортерството е многу тешка работа. Значи, јас како побуди интереси на интернационално ниво, имаше испукување на јаловина во рудникот Саса и ние влеговме на просторот каде што баш се случуваше сорушување на планина од јаловина. Тука мојот камерман рече, јас не можам таму да одам, ти оди. Ако сакаш и рече немој, носев некои удобни чевли, како што газев по јаловината јас пропаѓав буквално. Јас сваќав дека не е тоа сигурен терен, меѓутоа јас сакав на мојата публика да им покажам колку е ова ризично и колку е страшна еколошка катастрофа од невидни размери. Во моментот кога камерманот на дистанца, кој сега за жал не е жив, затоа и може би најбитен стручен тим, најдобар тим професионални кој не зборува, да знаеш што зборува, останати од тебе да ти ги чита мислите на некој начин, тоа е лиган тим. Значи јас додека стоев и го давав интервјуто, ова позади мене е јаловината, која што ќе затвори целата средина, планината се струши од јаловина и тој го спати тоа во кадар. Значи, буквално најголемата сатисфакција ми била кога ќе го пренесеме тоа што јас го имам доживено на терен, што попластично, што по-оригинално и на самиот гледач. Како се промени новинарството од кога вие започнавте да работите? Прво бевме пуштени во една длабока вода. Ние работевме, јас за ваша информација, новинарството го започнав прво во Македонска телевизија, работев 2 години. Во Македонска телевизија бев издествувач за зборувањето само во Штип. Тоа беше фантастично за мене искуство, бидејќи специјално комбе ќе дојдеше со тонец, камерман, светло и имав екипа позади мене 5 души. И сега јас која ќе седнем да правам интервју, како вака, сега имам околу мене цела екипа која што прво внимаваше како тоа ќе бидам облечена, како ќе бидам нашминкана, значи како ќе го постават светлото да не ми се види ниту една брчка, не знам како да кажам. Тоа се професионалци. 2 години работев, го заменував покојниот Павле Георгиев. Што е најважно да запомниме кога сакаме да започнеме кариера како новинар? Најважно е да запаметите е тоа што дали длабоко во себе навистина го сакате тоа и дали ве прави среќни и дали ви исполнува тоа. Ако го имате тој
порив во себе, лесно е друго. Останатото е многу лесно преку комуникација, преку учење секојдневно, читање, учење. Значи, внатре треба во себе да влезеш, дали јас можам да бидам субјективен одраз на објективната стварност. Дали јас можам да го пренесам тоа што го правам на останатите да бидат јавно информирани, како што треба да бидат информирани на целата јавност, дали тоа мене ми исполнува, дали ме прави сретна. Тоа е тоа. Како би ни препорачали да ги подобриме нашите вештини за водење интервју? Интервјуто се учи, ама јас никогаш немам учено класично интервју, вака кога го видов ова на табла е прекрасна работа, значи формата мора да биде запазена. Меѓутоа, јас на пример различен вид на интервју водам сосема спонтано дошол амбасадор. И морам и да го прилагодам својот вокабулар и да се информирам, а тогаш немавме такви лесни Google, знаете. Значи, мора добра подкованост на новинар. Јас најдобра сторија направи со Мики Ви, значи се стигнуваш на најниско ниво од социјалното скалево, имам правено интервју со руски амбасадори и со многу видни личности, кои што треба да играш други улоги. Новинарите најчесто велат дека се склони кон тоа да имаат артистички способности, дека ми било страшно страх на почетокот и имам 5-6 години голема трема и од камера, немам само доверба. До новинарството е многу ценно професија за мене. Тоа беа нашите прашања за вас. Ви благодариме што учествувавте, ви споделите вашите искуства со нас, кои ќе ни бидат доста од корист за понатамошната работа со медиуми. Се надеваме дека со ова интервју ќе биде почеток на интересни проекти и соработка со нив. Ви благодарам многу, почесто наведнаш што еднаш ќе ви кажам и ова да го знаете дека не позволувајте на новина да почне да зборува. Значи, новинарството, особено ние кои што сме били пред камера, никош не сме подготвувале текст. Може да возам, да го возам автомобил да ми се јават во живо и морам да концептирам во глава веднаш вест. Така да новинарството бара многу пожртвуваност и многу учени и знаење. Јас пак ќе повторам во ова училиште ја имав таа честа прилика. Добро се подкував и благодарам на Сташо Куџер, благодарам на вас. Благодарам што постои овој медиумски клуб. Се надевам дека ќе поттикне некој од вас да работи како новинар во некои подобри времења, секогаш времето во кое што го вие што го живеете најдобро.